Јане, начинот на кој што американските федерални служби ја спроведуваат имиграционата политика на председателот Трамп, односно откривањето, приведувањето и депортирањето на нелегалните мигранти предизвика жестоки реакции во американската јавност. Убиството на уште еден демонстрант во Минеаполис за нешто помалку од 2 недели вознемири дури дел од Републиканската партија. Дали се надзираат првите пукнатини во досега навидум непоколебливата лојалност на партијата кон председателот Трамп? Игор, добро вечер од Вашингтон. Неколку висши официјални лица на администрацијата на Трамп се соочуваат со жесток, сега веќе двопартиски удар, откако избрзаа со пораки и реакции по социјалните медиуми по фаталното застрелување на Алекс Прети во Минеаполис. Белата куќа го омекна тонот. Го реконструира раководството против имиграцијата во Минесота, зашто политичката реакција расте во нацијата, јавното одобрување за агресивниот имиграцијски блиц на администрацијата паѓа драстично. Тоа значи, Игор, отстапување од жестоката реторика што ја користеа Кристи Ноам, заменик шефот на кабинетот на Белата куќа Стивен Милер. По хаотичните сцени во Минесота, Трамп го испраќа пограничниот цар Том Хоман во Минеаполис, прави јавна представа разговарајќи со гувернерот на Минесота, демократот Тим Волц, за деескалација на федералната операција. Командантот на американската гранична патрола, контроверзниот Грег Бовино, исто така ја напушти оваа сојузна држава. Хоман, да подсетам, е прикажан од многумина како помалку екстремна, попрофесионална алтернатива на менаџментот на Бовино и секретарката за домашна безбедност Ноем. Но тешко дека е умерен. Минатата година, да подсетам, ја нарече законодавката Александра Окасио-Кортес, инаку демократка од Њујорк, за најглупавата конгресменка досега, се обиде да го ангажира одделот за правда, да ги преиспита незините заложби, да ги едуцира мигрантите за нивните уставни права. Во говор во Аризона ја отфрли загриженоста дека тактиките на службата за имиграција и царина шират страв, велејќи дека, цитирам, ако сте нелегално во оваа земја, треба да внимавате. Ќе му репортира директно на првиот човек на САД додека ја води операцијата во Минесота. Во објава на социјалните мрежи, Трамп се чини дека има постмирувачки тон, останува да се види дали ќе помогне во убlažувањето на кризата што председателот и неговиот тим веќе ја создадоа. Имајќи го во предвид тоа што го велиш, колкава е веројатноста дека ова ситуација, односно ова негово предизборно ветување за депортација на милиони нелегални мигранти и начинот на кој што тоа се спроведува, какво влијание може да има тоа на мидтерм изборите во ноември? Најпрво да напоменам дека поголемиот дел од федералната влада би можел да се затвори повторно на крајот од оваа недела. Но тоа веројатно нема да ги запре агресивните операции на службата за имиграција и царинската контрола и граничните патроли во Минеаполис, но и други делови од Америка. Демократите конечно се разбудија откако агенти на АјС во инцидент го застрела Алекс Прети, американски државјанин во Минеаполис. Под огромен притисок од базата, демократите во Сенатот најавија дека ќе го блокираат сеопфатниот закон за финансирање на владата, освен ако не се воведат значителни ограничувања врз операциите за спроведување на имиграцијата на председателот Трамп. Со оглед на тоа што републиканците се подготвуваат за гласање за пакетот за финансирање од 1,2 трилиони долари, делумното затварање што ќе стартува во сабота сега се чини се поверојатно. Пари ќе снема за одделот за домашна безбедност кој го нагледува АјС. Доколку финансирањето на владата престане на крајот од седмицата, Игор, тоа би било второ федерално делумно затварање за 4 месеци за време на вториот мандат на Трамп. Демократите во Сенатот го блокираа законот за финансирање во ноември, барајќи републиканската партија да вклучи продолжување на истечените даночни кредити од Обамакејер. Тоа пак ја затвори владата 43 дена, најдолго во историјата на САД. Се погласни се и предупредувањето од некои законодавци, како сенаторот Крис Марфи, демократот од Конектикат, кој верува дека распоредувањето на федерален имиграцијски вооружен персонал од страна на администрацијата на Трамп во метрополите низ целата земја дел од стратегијата за преземање контрола врз среднорочните избори.
Секогаш постоел страв, сега е поблиску до реалноста дека администрацијата го создава овој каос, особено во градовите во така наречените несигурни држави, со цел да ја преземе контролата врз делумните избори, велат аналитичарите. Трамп би можел да го искористи и да го активира актот против бунт, да распореди трупи во градовите предводени од демократите пред среднорочните избори, предупредуваат некои експерти. Анкетите покажуваат дека рейтингот на одобрување на Трамп малку се намалил по немилите настани, но други укажуваат пак дека напротив се подобрил, што го отежнува следењето на јавниот одговор на убиствата. Сепак, истражувањето на јавното мислење на Economist и YouGov покажа дека 40% од американците го одобруваат Трамп, 54% не се согласуваат каде, но и како ја води нацијата. Во меѓувреме Минесота ја тужи администрацијата на Вашингтон, бара блокирање на мерката и испраќање агенти против имиграцијата во оваа сојузна држава. FBI интензивно ги истражува двата смртоносни инциденти кои ја потпалуваат напнатоста во американското општество. До делумните конгресни избори во ноември има уште 9 месеци игор, но настаните во Венецуела, Гренланд, Минаполис, заострената реторика не вливаат надеж за нормална кампања во двете партии. Во залог во Конгресот на делумните избори агендата на Трамп, која или ќе биде запрена, или ќе добие ветер за спроведување на политиката Америка на прво место. Јане, ти благодарам за оваа детална анализа и довидување до наредниот пат. Се најдобро.